Македонската литература за деца е побогата за уште една книга. Имено станува збор за збирката раскази од Ксенија Маказлиева Трајчева, насловена Борко Брзозборко. А по тој повод Ксенија ја вклучуваме во пладневната програма преку телефонската линија со детали за ова ново книжевно детско парче, кое задолжително треба да се најде во рацете на секое дете. Во овој момент на госпоѓа Ксенија им посакуваме добар ден. Добар ден, поздрав до сите слушатели кои го одвоиле времето ова попладне да бидат со нас. Навистина се радуваме и ни е мило што сте заедно со слушателите на Радио Марија за да позборуваме за книгата раскази Борко Брзозборко. Колку време се создаваше оваа книга и да објасниме што се наоѓа на нејзините страници? Како прво сакам да ви се заблагодарам за поканата за гостувањето на вашата програма, да ги поздравам сите ваши слушатели и да ви посакам пријатен остаток од летото. Иако е топло, сепак е лето со полно предизвици и годишни одмори, лудори, на сите им посакувам да имат едно најубаво, највесело лето после онаа пандемска година која што се надевам полека ја испраќаме во историјата. Во врска со мојата книга, која што излезе од печат во ноември минатата година, се создаваше на еден можеби невообичаен начин од една рубрика која што 2 години обстојуваше во списанието за деца Развигор и беше инспирирана да се покријат темите од предметот општество во 4 и 5 одделение, бидејќи долг период немаше учебник по општество според кој требаше децата да реализираат наставната програма. Сега, бидејќи списанијата за деца и Росица и Другарче и Развигор се навистина прва помош во наставата, особено кога станува збор за општествените теми, ова беше особен предизвик за мене и од уредниците на Развигор да се пишува на општествените теми кои што секогаш се особено чувствителни и им се приоѓа со особено внимание, бидејќи за да се приближи општествениот живот на децата е навистина тешко, затоа што тие во главном го осознаваат светот кој што нив ги обкружува, но поширокото општествено обкружување, со сето она што значи општество, дали за тоа како општеството е уредено или што значи пријателство, што значи другарство, што значи социјализација, што значи хуманост, што значи домашно милениче и грижата за него и така натаму, е навистина предизвик за секој автор, па и за мене. Меѓутоа, јас се нафатив на предизвикот, бидејќи по природа сакам предизвици, сакам нови нешта да се откријат, да се експериментираат, да видиме како сето тоа ќе има одзив од другата страна, односно од читателите, и така да таа рубрика 2 години обстојуваше многу успешно. Токму и затоа со оваа книга, со овие раскази кои што, како што реков, 2 години континуирано се објавуваа во Развигор и конкурира во Министерството за култура, и благодарение на нивната поддршка и на поддршката од мојата издавачка куќа во која што работам, Просветно дело, излезе од печат книгата Борко Брзозборко. Така, спомнавте дека обработува теми, општествени теми, колку тоа помагаше во образовниот процес? Токму така, затоа што одзивот беше навистина многу позитивен, особено за темите кои што се навистина можеби за децата апстрактни, а се дел од општественото живење, како на пример темата градоначалник, да речеме, што представува градоначалникот, кои се неговите ингеренции, функции, каде работи, што работи и така натаму, па до оние теми кои што имаат за цел да го анимираат детето да се вклучи во социјалното живење, во реализирање на различни проекти надвор од наставата,
но и она што значи прифаќање на тие кои што се различни од нас. Пак ќе речам чувствителни теми кои што бараат пристап, кој што ќе биде близок до детето, во исто време да има и една хумористична нота која што ќе биде предизвик да се прочита четивото од почеток до крај, па се до оние теми кои што значат воспитување, кои што значат образование, кои што значат дали е подобро да се чита или да се прави нешто друго, што значи да се препознае вистинскиот интерес кај свое дете. Тоа е сето она со кое што децата се соочуваат во секојдневниот живот, но не само тие, и возрастните и наставниците. Така. Токму затоа и рецензентот на оваа книга Киро Донев ќе рече ова е четиво за сите, и за малите и за големите, затоа што знаете кога ќе станеме возрастни или кога ќе зачекориме во светот на возрастните, некако забораваме како беше во светот на децата. Така. Тој свет е во нас цел живот, во секој од нас, но може би ете кога ќе станеме возрастни, некако не поведува она правило или онаа моќна возрастниот кој што може на детето нели да му кажува што сме и што не сме, меѓутоа при тоа да се подзаборави на она што навистина децата го сакаат или не го сакаат да го прават. Ние не можеме од децата да го бараме она што тие можеби немаат предиспозиција за тоа или пак едноставно не сакат да направат нешто иако е корисно. Улогата на возрастниот е да го убеди детето на начин на кој што детето тоа ќе го прифати. Никогаш во ниеден момент не треба да ја подценуваме личноста на детето. Токму спротивно, да се поставиме на исто ниво, на исто рамниште и секогаш да им дозволиме на децата да направат избор. Бидејќи кога тие ќе го направат изборот, тогаш ќе се бидат и одговорни и за последиците од својот избор, независно дали тие биле позитивни и негативни, затоа што знаете како народот рекол и од грешките се учи. Така, освен добро избраните зборови кои се наоѓаат меѓу кориците, книгата Борко Брзо зборко изобилува и со прекрасни илустрации. Така, книгата илустрираше мојата колешка Сузана Томовска, на која што навистина јавно и благодарам. И тука постоеше еден многу интересен процес. Понекогаш јас ги пишував расказите, а таа илустрираше по нив. Меѓутоа имаше и процес кој што беше обратно поставен. Знаеше таа да илустрира, па јас да бидам инспирирана од нејзините илустрации, па приказната да тргне условно речено во обратен правец. Значи од илустрацијата да излезе приказна. Таква една приказна се роди со наслов За кој што сонува, за две дечиња кои што едниот сонува да биде спортист, а други неговата другарка писател. На едно наше патување кон Битола, таму имавме промоција и по пат размислувавме што би било она што ќе биде во следниот број и таа ги нацрта девојчето и момчето, а мене ме инспирираше моментот што е она за кое што би сонувало или размислувало девојчето и момчето и така се роди една интересна приказна и предизвик за сите да размислуваат што е она што ќе ги повлече во животот за да бидат вредни, исполнителни и да го остваруваат својот сон. И дека е многу, многу важно од мали нозе да се знае што е она што кон кое што ќе се стремиме во животот, што е она што ќе не повлече, што ќе ни даде инспирација, што ќе ни даде мотивација да се бориме да го оствариме понатаму во животот. Книгата е илустрирана од првата до последна страница и она што е интересно за оваа книга е што речиси на секоја страница постои предизвик на кој што детето треба да одговори на еден или на друг начин од крајот. На крајот од расказот, се со единствена цел да се добие оној интерактивен момент, значи да не биде само четиво, нели, меѓутоа да на крајот да подразмислиме што е она што сме го прочитале, што сме научиле или откриле или ќе не мотивира да направиме нешто за себе и за околината во која што живееме. Така, господја Ксенија, сакам да ве прашам зошто избравте насловот на книгата да биде по расказот Борко Брзо зборко?
Оваа книга на почетокот, еве ова ќе го откријам за прв пат, имаше друг наслов. Требаше да го носи насловот "Ниту една тајна не е трајна", по еден друг расказ, нели, од книгата. Да. Меѓутоа, ликот Борко провејува низ неколку расскази, иако сите расскази не се, нели, со Борко, неколку од нив се со тој лик. И тој лик некако ми беше посебно инспиративен и интересен и е инспириран од вистинска личност која што е така пргава, нетрпелива, меѓутоа секогаш знае да си ја препознае својата грешка и да постапи онака како што другите очекуваат од него, но тоа никогаш не го признава онака, нели, јас грешив, меѓутоа со промена на однесувањето веќе извинувањето е тука присутно и тоа е многу важно сите ние да го научиме, бидејќи ако се каже извини заради само да се каже извини, тогаш не е постигната целта. Меѓутоа, ако на одредена грешка или ако некако сакајќи или не сакајќи сме го повредиле и самото тоа не натерило да го смениме нашето однесување, тогаш е целта постигната. Така да токму затоа и во последен момент се одлучив за Борко Брзозборко, затоа што зборот е многу важен во животот на секој од нас. Зборот може да биде и отров, и лек, зборот може и да не омекне и да не налути, и затоа многу треба да бидеме внимателни со зборовите. А кога зборовите се побрзи од мислата, тогаш најчесто настануваат недоразбирања. И за да ги нема тие недоразбирања, нели, како рекле старите во народната поговорка, два пати мери, еднаш сечи, исто тоа е и со зборувањето. Значи, прво изброј до 10, па кажи што мислиш. Меѓутоа, човечки е да се избрза и да се сгреши, но и човечки е да се прости и да се промени однесувањето, ако тоа не е прифатливо за тие што ги сакаме, па и за целото општество во целина. Така, а верувам дека тоа што го слушнаа многу деца би сакале да ја разлистат збирката раскази Борко Брзозборко, каде може да се најде? Збирката Борко Брзозборко ја има во книжарниците на Просветно дело. Значи, ако некому овој разговор му беше предизвик за да ги открие авантурите, да речеме, на Борко Брзозборко и неговите другарчиња, бидејќи действието во сите раскази се врти околу децата од 9, 10, 11 години. Тие се современи приказни од современото обкружување на децата, но и многу од тие раскажани моменти се и вистински, бидејќи јас како уредник на списанијата за дета Росица и другарче, честопати сум во нивните одделенија, другарувам со нив и тие доаѓаат во наша редакција и секогаш има ликови кои што навистина ме инспирираат да се раскаже една приказна. И сега секој писател кога ја поставува приказната, независно дали е тоа роман или расказ, го инспирираат вистински ликови, но тој, нели, некако си ја раскажува приказната на свој начин. Но како и да е, овие раскази се условно речено окрадени од секојдневието на современото дете кај нас. Моето следно прашање пред да го завршиме разговорот е колку е голем предизвикот да се пишува, да се твори детска литература? Литературата за деца е можеби најголемиот предизвик, бидејќи ако вие успеете да му се приближите на детето во периодот кога е дете и раните тинејџерски години, и ако ја засака литературата, веќе регрутирате читатели и на понатаму како возрастна читателска публика. Современието наше полно со технологија од сите страни, некако како да се заканува, да речеме, на читањето и литературата за деца, и токму затоа се опитуваме сите автори кои што го прифатиле предизвикот да пишуваат за деца, да бидат блиски до современото дете, но во исто време и во самите книги веќе се поставуваат тие кодови кои што им овозможуваат на децата да и визуелно и аудио да
да го слушнат она што е напишено, така што и од оваа книга веќе неколку раскази се синхронизирани и се ставени на YouTube каналот на Росица, ете со цел да се нели привлече вниманието. Меѓутоа многу е важно да се испочитуваат сите оние литературни, уметнички, естетски вредности и човечки вредности кога му се обраќате на детето. Бидејќи штетата направена во овој период не се надокнадува подоцна, од една страна, а од друга страна, ако вие успеете со тоа што ќе му го понудите на детето да му го привлечете вниманието, вие веќе имате уште еден војник во читателската публика, кој што понатаму ќе се бори таа љубов кон читањето да ја пренесува и на следните генерации. Јас како автор и уредник на книги и литература за деца, верувам дека читањето никогаш нема да излезе од мода. Наспротив сите нели тие технолошки предизвици кои што се исправени пред нас, бидејќи како и да е на книгата не е потребно ни струја, не е потребна никаква дополнителна поддршка како што е потребно на другите нели електронски медиуми и можете да имате со себе каде и да посакате, кога и да посакате и колку да посакате и да се навраќате секогаш кога за тоа ќе почувствувате потреба. Така, вие сте одговорен уредник во просветно дело и сами спомнавте, имате контакт со децата. Што сакаат денешните деца да читаат? Знаете, тоа е индивидуално. Не можеме да кажеме дека денешните деца сакаат само научна фантастика или сакаат само реални приказни или сакаат бајки. Исто како кој возраста за читателска публика, е и кај децата. Секој дете си има своји интереси и предизвици. Она што мене ми оставило особен впечаток кога ги посетувам во нивните училишта, децата многу сакаат да драматизираат. Значи, да се испробат себе си како мали актери и на текстови кои што се блиски до нив. И сега, моите раскази се полни со диалог, значи нема многу раскажувачка содржина, во главном се подпираат на диалошката форма за да бидат поблиску до нив. И тоа се покажа дека се податливи за драматизирање и верувајте дека е вистинско уживање кога ќе видите дека после прво читање веќе имаат желба тие да драматизираат. И најчесто кога тоа го правиме, јас сум во улога на читачот, односно нели на тие делови кои што објаснуваат што како и каде се случува, а тие ги превзимаат улогите на главните јунаци во расказот. И сега расказите не се оптеретени со многу личности, не се многу долги и токму затоа и функционираат како такви и тоа ми е особено драго, бидејќи ете децата бараат на почетокот, нели кога навлегуваат во светот на литературата, полесни, поедноставни, почитливи четива за да подоцна нели почнат да читаат книги и литература која што е посериозна, поумебна, побогата со описи, но нели секогаш е чекор по чекор мора да се оди кон се. Кога во животот се совладува било која дисциплина или вештина, исто и со читањето. Затоа моја порака до сите родители е да се почне да им се чита на детата на што помала возраст, значи да го имаат контактот со книгата, односно со сликовницата, бидејќи колку е детето помало, толку повеќе книгата треба да биде илустрирана, помалку текст, меѓутоа многу е важно да се чита на глас и да се обидиме што е можно повеќе да го драматизираме тоа што го читаме за децата, нели така кажено, да влезат во приказната, да им биде интересно, па подоцна да побарате и друга приказна да им се прочита. Така да не можам генерално да речам дека денешните деца не сакат ова или не сакат она, сакат нешто друго. Не, тоа е сепак избор на секое дете. И јас лично, например, како дете повеќе сум сакала да читам реалистични книги, реалистични
приказни, за разлика од мои другари или роднини кои што сакале повеќе научно-фантастични или нереални приказни и светови, и сето тоа си е работа на вкусот, а за вкусовите, нели, не Не се се дискутира. расправа, така. А ние овде ќе ви се заблагодариме за телефонското вклучување и ви посакуваме уште многу нови изданија. Ви благодарам многу, а јас од срце посакувам многу нови читатели, особено на литературата за деца, затоа што од мали нозе се всадува љубовта за подоцна да биде веќе практика во секојдневниот живот. Ви благодарам многу за поканата, ви посакувам успешна работа и на сите млади читатели, освен лектирите, нека прочитат нешто плюс ова лето. Благодариме за убавите зборови.